Иако е се уште рано да се каже вкупната вредност на штетата што поплавите им ја направија на земјоделците од Кочанскиот регион, сепак почетните проценки покажале дека засејаните ниви што се најдоа под вода се далеку помали од вкупно поплавените земјоделски површини. Од увидот на терен, што го направиле од подрачната единица за земјоделство од Кочани, било констатирано оти водата најмногу се излеала во оризовите ниви, така што освен нанесениот материјал или оштетените прегради, други загуби земјоделците ќе немаат. Трите општини во кои била правена контролата се различно погодени од невремето, а најголема штета ќе имаат земјоделските производители во општина Чешиново Облешево. Претежно поплавените површини се дел со јачмен, жито и луцерка. Така во општина Кочани имаме поплавени површини во Прибачево, Грдовци и Мојанци севкупно 244 хектари, од кои под посеви се поплавени само 10 хектари. Доека во општина Зрновци имаме поплавено 108 хектари, по посеви се пријавени само 4 хектари имаме констатирано. Доека најголеми поплавувања имаме во општина Облешево Чешиново, каде сте поплавени под вода 1023 хектара, од кои под посеви се поплавени 88 хектари. Според Димитров, веднаш по стабилизирањето на дотокот на вода во Брегалница, Оризарска и Кочанска река, ситуацијата започнала да се подобрува, односно водата полека почнала да се повлекува од поплавените земјоделски површини. Сепак, земјоделците кои претрпеле штета ќе можат да поднесат пријави до двете комисии за утврдување на висината на штетите од поплавите кај домаќинствата и на земјоделските површини. Настаната од поплавите на подрачјето на општина Кочани, овие две комисии веќе работат и ќе ги посетат сите поплавени места во општина Кочани, каде е предизвикана штета од големите поплави кои изминатиот период ја погодија нашата општина. Оценка на Димитров е дека нивото на водата во акумулациите е ставена под контрола и се очекува во периодот што следува да дојде до исцедување на водата од земјоделските површини. Тоа ќе биде добредојдено затоа што во рок од 40 до 60 дена истите ќе треба да се подготват за засејување со ориз за престојната сезона.